Денеска православната црква ги празнува Светиот Јаков епископ и исповедник, преподобниот Кирил епископ Катански, Светиот Тома патриарх Цариградски и преподобниот Серапион. Светиот Јаков епископ и исповедник. Не се знае ни местото на неговото раѓање, ниту местото на неговото епископствување. Се знае само дека го исполнил законот Христов, подвизувајќи се многу во постот и молитвата, и дека во времето на Копроним големи беди и маки претрпел од иконоборците, и глад, и самица, и подсмевање од секој вид. Најпосле му ја предал душата своја на Бога, на кого верно му служел во овој живот. Живеел и страдал во 8 век. Преподобниот Кирил епископ Катански во Сицилија. Родом од Антиохија и ученик на апостол Петар. Добро управувал со стадото Христово, имал и дар на чудотворство со помош на молитвата. Така, некоја горчлива вода што не можела да се пие, а во тоа место друга вода во лето немало, со молитва ја претворил во сладка, питка вода. Се упокоил мирно. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющия Ти. Распнися
Блаже Христе Боже, смертию смерть поправи. Един си святия Троици, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светиот Тома, патриарх Цариградски. Живеел во времето на царевите Маврики и Фока и во времето на патриарсите Свети Јован Постник и Киријак. Забележан од Светиот Јован поради големото благочестие и ревност, тој од овој светител бил поставен во чин сакалари на патриаршијата, патриаршиски намесник, а по смртта на Киријака бил избран за патриарх. Во неговото време се случила една необична случка. Кога еднаш се одело во Литија со крстови, крстовите почнале да се нишаат самите од себе и да се удираат еден од друг. На тоа се зачудил сиот народ. И кога патриархот тоа го дознал, како вистинит случај го повикал Теодора Сикеот, прочуениот испосник и прозорливец, молејќи го да објасни што се предскажува со тоа. Теодор му се помолил на Бога и му открил на патриархот дека тоа ги означува големите беди што ќе настапат и за црквата и за Грчкото царство поради внатрешните верски и политички разделби. Христијаните самите ќе се тепаат и ќе се истребуваат едни со други. Сето тоа наскоро се исполнило. Тома го молел Теодора да му се помоли на Бога за него Бог да го земе кај себе пред да настапат бедите. Заповедаш ли да дојдам до тебе или да се видим онаму пред Бога? Така му пишал Теодор на патриархот, навестувајќи со тоа дека и патриархот и тој скоро ќе умрат. И тој истиот ден се разболел и завршил патриархот, а наскоро по него и Теодор. Светиот Тома завршил и се преселил кон Господа во 610 година. Преподобниот Серапион, другар на светиот Антони Велики, бил настојател во Нитриската пустина во така наречениот Арсинојски манастир, во кој имало околу 11.000 монаси. Палади и Созомон го нарекуваат Велики. Се упокоил околу 366 година. Светиот Серапион пишувал: не мисли дека е болеста тешка, тежок е само гревот. Болеста не следи само до гробот, а гревот следува по грешникот и после гробот.
и